večer je večer na noževite. Ova večer je večer ili na razumot, ili na ludiloto na jedan čovek, na poslednjot makedonski predavnik Zoran Zaev. Zaev! Zaev mnogo blisko će mu bile pogrebom. Mnogo brgo će mu dojde pogrebom. Će bile u kardiologija tamo. Će ga udri infrakt posle nekoliko dena. Tamo će mu od imena poseta. Će mu palime sekeri na grobišta. Znajete li koja mafija je najopasna? Ona što vozi u rikverc. Ona homoseksualna ta mafija što saka da ni se instalira ovde u opština Karpoš. Држава во која од самото самостојување па до денес ваквите изјави остануваа неказнето, систем во кој ниту една правосилна пресуда не е донесена против говор на омраза, иако тој е присутен во нашето секојдневие. Тренд кој зачести особено по конфликтот од 2001-та со изразит антагонизам во интеретнички релации. За среќа траеше кратко, но тука не беше крајот на присуство на агресивниот говор на омраза во јавниот дискурс. Следната фаза во која исто така интензивно се забележуваше ваквата реторика беше 2009-та. Анализата на МИМ, но и на повеќе други анализи, упатуваат на тоа дека темелите на оваа старо-нова појава почиваат на писмото пратено во 2009 година од тогашниот премиер и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски до членовите на партијата, во кој тој барал мобилизација од целокупното членство со цел да се започне последната битка со остатокот од транзицијата и незините политичари. Резултатот од ваквата политичка мобилизација доаѓа многу бргу. Жртвите од тоа беа студентите врз кои беше извршено физичко насилство, бидејќи протестираа против градење на црквата на плоштад, потоа демолирањето на општина Центар, како и вербалните и физичките напади врз новинари кои критички обсервираа работата на владата предводена од ВМРО ДПМН. Анализата на МИМ направена во периодот февруари-јуни 2017 која се однесува на случувањата од последната деценија, во кој не е опфатен периодот на владење на новата владеачка гарнитура, укажуваат на тоа дека тогашната власт предводена од ВМРО ДПМН дала подршка, но не ги санкционирала промоторите на говорот на омраза, објаснува експертот во оваа област, доктор Ненад Живановски. Под еден промоторите и корисниците на говорот на омраза беа и толерирани, меѓутоа и охрабрувани од страна на политичката елита која што беше на власт да го употребуваат. И всушност дојдовме до заклучок дека тие не беа инцидентни појави или автохтони појави, туку представуваат некаков си дел од системот на медиумската пропаганда и црната пропаганда која што беше вршена од страна на власта кон критичарите на власта, во кој што не спагаше само политичката опозиција, туку и многу независни интелектуалци и јавни личности. Идентификувавме еден инертен однос од страна на јавното обвинителство и судството по однос на оние кои што го користат и употребуваат говорот на омраза. Фактичката состојба е трагична, што ние за последните 10 години, колку што констатираме дека беше употребуван говорот на омраза во јавниот дискурс, немаме ни една правосилна судска пресуда дека лицето кое што го користело било и санкционирано за тоа свое недело. За жал, таквата состојба од страна на јавното обвинителство и правосудството е мотивирано од две причини. Првата е така да наречам објективно, односно непознавањето и немањето свеста и индиферентниот однос на правосудните органи за тоа каква е штетноста на говорот на омраза и какви се тој последици може да предизвика, односно леснотијата од која што говорот на омраза се трансформира во насилие од омраза.
Тоа е едната причина, како што реков, објективна, меѓутоа втората е она што многу повеќе треба да не загрижува, тоа е големата зависност на правосудството што ги имаше од власта. Така што самото влијание и инволвираноста на власта, кој што беше и на некој си начин и потврдено во различни извештаи на меѓународните организации, покажува дека и доколку би постоело некаков си обид за правно санкционирање на оние кои што го користат говорот на омраза од страна на судството, сепак тоа било на некој си начин дестимулирано од страна на власта, за која што рековме дека во своето работење ги охрабруваше оние промотори на говорот на омраза да го користат него без да бидат на било каков начин санкционирани. Омразата искажана преку говор, иако се користела и порано во така наречениот колонијален дискурс дури во 20 век со ужасите на Холокаустот и она што ги претходело на финалната пресметка со евреите во Германија, иницирало организираното ширење навреда и омаловажување кон цела една етничка група да почне да се третира посебно во повеќе науки, како и да се бара еден назив што би ги обединил различните манифестации на омраза кон поединци и општествени групации, диференцирани по разни основи. Историски гледано, на говорот на омраза му претходеле именување во неколку различни термини. Во доцните 20 и во раните 30 години на 20 век говорот на омраза бил познат како расна омраза. На почетокот на 40-тите тој бил нарекуван групна клевета, одразувајќи го специфичното правно прашање дали законот за клевета треба да биде проширен за да вклучува и групи, а не само индивидуи. Поимот говор на омраза кој многу попрецизно го одредува значењето на поопштиот израз навредлив говор, временски се појавил во широка употреба дури кон крајот на 80-тите и пред се во текот на 90-тите години на минатиот век, паралелно со распаѓањето на блоковската поделеност и воспоставувањето на новиот светски поредок. Потеклото на терминот е од англоамериканскиот израз hate speech, кој подразбира говор што содржи омраза. Англоамериканското потекло на поимот hate speech укажува на фактот дека јавната расправа околу говорот на омраза историски била пред се американска особеност. Говорот на омраза може да се објасни во повеќе дефиниции, но најопсежната е дека тоа представува секоја изјава што повикува на насилство, омраза и дискриминација против индивиду или група, најчесто врз нивната расна, религиска или сексуална припадност. Како еклатантен пример во анализите се посочува токму и примерот со новинарот Миленко Неделковски. Анализата посочува дека и покрај долгогодишното изнесување на неговите бескрупулозни ставови во јавноста, засновани на говор на омраза, навреда, клевета, закана, овој новинар во чија телевизиска емисија Миленко Неделковски шоу има гостувано дури и тогашниот премиер Груевски, ниту еднаш не бил судски процесуиран, иако според постојаната законска регулатива повеќе пати за тоа имал основа. Најдалеку во реагирањето во однос на неговата јавна работа има стигнато Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, која во изработениот извештај од 8 март 2016 констатира дека со содржините од неколку изданија на емисијата Миленко Неделковски шоу, телевизијата на која се емитува ја прекршила забраната за говор на омраза од член 48 на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со тоа што последователно носи уреднички одлуки да му овозможи на авторот на емисијата да поттикнува и да шири дискриминација, нетрпеливост и омраза врз основа на сексуална ориентација. На неговите јавни излагања досега неколку пати реагира и од Хелсиншкиот комитет. Во однос на, да речеме, имаме еден пример, еден случај во кој што Миленко Неделковски, нели како јавна личност, шири говор на омраза врз основ на сексуална ориентација на неговиот Facebook профил, за кој што случај е поднесена кривична пријава и еве веќе 3 години е пред јавните обвинителства и се уште постапката не е, да речам, нема никаков прогрес и нема судска развршница. После 3 пати враќање од вишото јавно обвинителство на случајот, конечно во текот на минатата година не контактираа дека е сменет јавниот обвинител и дека сега веќе се поведува истрага за тој случај, што до сега не беше така. Навистина е трагично и поразително за Република Македонија на толкаво присуство на говор на омраза по медиумите и јавните простори да нема ниту една судска постапка. На тој начин се охрабрува и се толерира говорот на омраза кој понатаму се разбира уште повеќе се проширува. Познавачите на законската регулатива, повикувајќи се на кривичниот закон, законот за спречување и заштита од дискриминација, законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
велат дека на Македонија не и недостасува законодавство за уредување на оваа област. Во сферата на саморегулацијата пак постои Кодекс на новинарите на Македонија, во кој се утврдени професионалните и етичките стандарди, а неколку години функционира и саморегулаторно тело, Советот за етика во медиумите на Македонија. Експертите објаснуваат дека она што недостасува е примената, но и резултатите во пракса кои укажуваат на тоа дека засега нема ниту еден пример на правосилна пресуда изречена од страна на судските инстанци во соработка со обвинителството. Сегашниот систем како што поставува таа правна заштита дава преголема одговорност на јавното обвинителство да постапува. Вие замислете, треба да има посебно барем оддел во јавното обвинителство кој што би требало само да работи на говор на омраза. Понатаму имаме други технички причини. Особено говорот на омраза присутен преку социјалните мрежи. Како да знаеме дека тој профил на вистина тој, дека лицето кое што го напишало одреден текст напишал или кажал одредена изјава која што содржи говор на омраза е навистина тој. Па тука треба Министерството за внатрешни работи преку нивните служби да се уклучи во детектирање на лицето, пронаоѓање и така натаму. Значи, говорот на омраза е еден комплексен систем кој што бара активно вклучување на сите учесници, односно државни органи во Република Македонија. И поради тоа мислам дека треба малце проактивно да се истапува, а особено што говорот на омраза пак е нас е секојдневно присутен, почнувајќи од спортски надпревари, од секојдневни политички збиднувања и така натаму. Законодавството како такво е во ред, значи постои. Не велам дека не. Само треба да бидеме малце поотворени. Праксата можеби така, значи отсуството системот не е ефективен. Разбирате, нема некоја последица која што кажеме дека би задоволила правдата. Споредбено со другите правни системи во Европа, ако се направи една компаративна паралела со словеничкиот систем, таму може да се забележат повеќе правни лекови по однос на оваа појава, објаснува Бранкица Петковиќ од Мировниот институт во Љубљана. Сепак и во Словенија ваквите случаи бележат слаб институционален третман од страна на обвинителствата. Праксата и искуството од оваа држава укажуваат на тоа дека и таму обвинителството предава малку такви случаи на судовите за да бидат процесуирани. Prvo, naš ustav u Sloveniji kaže da je zabranjen svaki oblik podsticanja na mržnju. A onda imamo kazneni zakon koji se je mijenjao u članu koji govori o ovom kaznenom dijelu 3 puta u zadnjih 10 godina. I to najprije je bilo određeno da je zabranjeno podsticanje na mržnju na osnovu rasne i narodne pripadnosti, ali je poslije toga 2008. rašireno na način da je zabranjeno podsticanje na mržnju i na osnovu spolne usmjerenosti ili političkog uvjerenja. To prije nije bilo, a postojalo je puno govora mržnje protiv istospolno usmjerenih, dakle 2008. smo to raširili. Ali šta se onda dogodilo? 2011. se je definicija govora mržnje kao kaznenog dijela u Sloveniji suzila. Ona sada obuhvaća mnoge manjinske grupacije i njihove osobne okolnosti, ali se suzila da se u Sloveniji sada zahtjeva u tom članu da mora postojati neposredna opasnost za napad na tu osobu. Сепак, познавачите на проблематиката во Словенија посочуваат на нивното искуство со саморегулацијски интернет систем, каде на интернет може да се пријават и ваквите појави. И во последните 10 години добиени се околу 1000 пријави на говор на омраза. Во соработка со полицијата, таа проследува дел од нив, а потоа ги пренесува кон обвинителството и останатите институции. Malo smo statistički bolji od vas, ali vam govorim koliko je tu jedne statistike koja vam govori od onoga što mi kao građani smatramo govorom mržnje i prijavljujemo, do onoga što dođe do osude je ogromno. Šta je to? 14.000 samo za internet, do 26 osuđenih u 9 ili 10 godina. Imamo i zakon o zaštiti javnog reda i mira, a taj kazne izriče sa prekršajima, financijske kazne. I tamo je 20. član koji također
zakona koji omogućava. I u 9 godina smo dobili od policije podatak oko 500 takvih kazni za ove grafite i to je izrečeno. Mi se borimo zajedno sa našim ombudsmanom da se i internet smatra javnim prostorom. Znači, ono što ne možeš raditi na ulici i onda ti izreknu globu po zakonu o javnom redu i miru, da važi i za internet. I to se postepeno policija počinje primjenjivati, nije se promijenilo u zakonu da stoji baš internet, ali oni su samo regulacijom to postigli. Заклучоците и препораките од анализата на МИМ, направена во периодот февруари до јуни 2017, која се однесуваат на периодот од една деценија наназад, укажуваат на тоа дека правосудните органи треба да развијат конзистентен систем на превенција и репресија на делата на говорот на омраза, со што ќе се демонстрира определбата и капацитетот на државата за доследно почитување на човековите слободи и права. Во однос на основите врз кои што се јавува, тоа се 3 најзастапени, односно етничката припадност, сексуалната ориентација и родовиот идентитет и политичката припадност. Овие 3 основи постојано се испреплетуваат една меѓу друга и зависно од она што се случува во општеството, така и тие варираат на прво или второ место како најзастапени основи. Потребна е широка дебата во која би учествувале представници на медиумите, новинари, професионални медиумски и новинарски здруженија, представници на судската власт, граѓанскиот сектор и власта, која би придонела кон подигнување на свеста на поширокото општествено ниво во однос на говорот на омраза. Ви кажам, системот е многу комплексен. Значи, особено со новите медиуми. Говор на омраза преку нови медиуми. Печатените медиуми можете да ги санкционирате, телевизиите можете да ги санкционирате. Интернетот е многу тешко да го санкционирате. Особено во Република Македонија, каде што не постои регулаторно тело кое што може тоа да го контролира. Тука сега тоа е веќе една друга дебата, дали треба да постои воопшто регулаторно тело кое што би контролирало интернет медиумите, односно интернет просторот. Казните што се предвидени за говорот на омраза, паричната казна или казната затвор во кривичниот законник може да се дополнат со алтернативни казни, како општествено корисна работа, кој би ги изрекувал судот и кои ќе бидат насочени кон надминување на предрасудите на сторителите и суштински ќе влијаат врз нив, наместо само гола примена на казна, што може да даде и спротивен ефект. Во кривичниот закон, иако постојат повеќе членови во кои што постои можно да се санкционира говорот на омраза, сепак не постои еден конзистентен член кој што директно го инкриминира говорот на омраза и следствено од него да произлезе некаква си дефиниција која што дефинира во наши услови, во нашиот амбиент што точно представува говорот на омраза. Главниот заклучок кој може да се извади од анализата е дека несанкционирањето на говорот на омраза овозможи во изминатите години да бидат донесувани професионално и етички неиздржани уредувачки одлуки на некои медиуми кои му возможија на некои автори на емисии да потикнуваат и да шират дискриминација, нетрпеливост и омраза врз основа на различна припадност и ориентација, а говорот на омраза, наместо да биде маргинализиран и изолиран, да представува важен чинител во медиумскиот дискурс.